Може да се почне. Хај. Чекај, само ме интересира дали е добро ова наместено овде. Добро. Океј. Знам дека ме немаше извесен период, ми беше потребна пауза малце за тоа што се преработив изминатиот период и си сакав одмор, искрено, што се гледа и по гласот, затоа што немам пеено, некој добар период се немам одржавано технички. Тоа што може да го слушнете кај мене моментално е тотално падната импостација, делумно затоа што немам работено технички вежби, ама и делумно затоа што немам истерано ниту еден муабет од Сабајлево со никој, откако се имам разбудено. И денеска е денот кога си решив уствари дека време е да се вратам пак назад у форма, пеачка форма. Што е она што го чувствувам? Кои се најголемите знаци кои што ми даваат до знаење дека време е да му се каже доста на одморот и да се почне повторно со работа. Во почеток, кога почнувам да го одмарам гласот, не приметувам никаква разлика, затоа што тоа станува збор за мускулна меморија и исто како и вежбањето дали во теретана или било каков спорт, во почетокот мускулатурата сама по себе се одржава, но како што поминуваат деновите, така мускулатурата се олабавува и доживува многу чест пат на целосната импостација на пеење, односно ми се губи резонантноста на гласот, многу поразвиен ми е градниот регистар, односно ми се спушта целата импостација и ми се отвараат некои низини кои што не е типично за мене како вокал, затоа што сум сопран, тоа е висок женски глас. Ама интересно е што ваквиот одмор од друга страна ми дава еден голем бенефит целовкупно земено, затоа што во ваквите периоди на одмор се случува еден поинаков тип на развој на пеачкиот апарат, односно се акумулираат ствари кои што претходно ги имаме сработено или ги имаме научено, потсвесно се преработуваат и после тоа, барем во мојот случај, ми било секогаш полесно кога се враќам да ми биде по лесен патот до постигнување на нешто ново кое што сум сакала да биде постигнато претходно. Нема да должам многу. Видеото денеска е со идеја да проследите како изгледа почетокот на моето враќање во форма, односно со вас ќе споделам вежби кои што ќе ги направам денес. Видиш, заборавив, не си поставив тајмер, затоа што апаратот што ме снима има лимит на 20 минути, а јас знам многу често да сум прилично зборлеста. Еве го поставено овде. Си спремив покрај себе и чаша вода. Имам и направено кафе, ама уште е топло, така да ќе го пролонгирам пиењето на кафе откако ќе се излади. Не знам колку сте запознаени, но пиењето или јадењето непосредно пред пеење или за време на пеење може да има и контраефект. Кафето, во мојот случај, до сега не сум усетила никаква контраиндикација од пиење на кафе, дури и за време на пеење, особено вака кога сум успана, кога цело тело ми е успано. Дури имам позитивно влијание од пиењето на кафе. Вода е задолжително, но она што се трудам секогаш е да не е ниту премногу ладна, ниту нели нормално да не е нешто премногу топло што се пие, како кафето во случајов. Хидрирањето кога започнувам со пеење ми е најважно и затоа секогаш гледам да си имам чашка вода покрај себе. Прва вежба со која што би започнала сега е распевање со затворена уста, односно со вока кјуза. Ваквата вежба се користи за подигнување на
импостацијата на гласот и за развој на назалниот регистар, односно да се постави резонирањето во глава, да се подигне целиот глас надвор од градниот регистар. Мене негде ете го ге. Дури не ми е верно како ми звучи гласот, може да споредите со претходните видеа кои што ги имам постирано. Разликата е драстична. Ќе се уверите и самите. Може да се направи споредба како ми звучи гласот вака пред распевањето и откако ќе сум распеана, па ќе ви стане јасно шо е и како. Она што го чувствувам во моментот е дека гласот ми се наоѓа некаде измеѓу. Не осеќам тотално резонирање во носот. Тоа е малце и поради фактот што носот ми е затнат, од не знам која причина, ама више месец уназад, валјда е нешто до воздухот или влажноста у воздух има некакво влијание. Втора работа која што ја чувствувам во моментов е неизедначеноста во воздух кој што треба да го употребам за да ми прозвучи секој тон рамномерно. Ама уште е рано да се каже. Слушате? Направив еден мал проблем, а тоа е заборавив да го активирам клавирот да се снима. Више се осеќа разлика. Трудно. Стигнав до Е5 му доаѓа, валјда. Класична литература е Е2, ама ова современо малце ми прави збунка некаде у глава. Више осеќам дека доаѓам до некој лимит и без да форсирам, со штедење на воздух и со многу лесно пеење, почињам да се враќам назад. Чувствувам многу поголема воздушестост при работење на вежбата од она што сум навикната. Малце ми се губи микс регистрот, односно комбинацијата на главовиот и на градниот регистар при спуштање надолу, интонацијски, но секој пат спуштањето на интонацијата е многу потешко и позахтевно од качувањето. Мада, уште од сам старт осеќам мало подобрување во резонирањето во глава горе, што е кул. Ајде, уште малце.
Виж, има разлика. Намерно нема да се спуштам пониско од А, затоа што тоа не е и во природната лага на мојот глас, во природниот регистар, да кажам. Но би продолжила со уште една вежба со затворена уста, со Вока Кјуза, чисто за малце да ми се раздвижи гласот, да без да го форсирам грлото и без да се оптеретат гласните жици поради очигледното неработење извесен период. Упс. Кул. Сега назад се враќам. Сега достигнав висина до G5. Одма забележав дека ми е многу по изедначен прелазот од граден према микст и главов регистар, но повторно ќе кажам, не се форсирам, не го форсирам грлото, не го форсирам пеењето. Си давам време гласот постепено да се разбуди и телото постепено да се стави во пејачка форма. Се враќам од тука. Звучи солидно. Она што нема да го видите во денешното видео се вежби за дишење, кои поради долгогодишното искуство со пеење, едноставно ми се има створено навика на паралелно работење и на диафрагмата и на гласот, така да овој пат ги избегнувам, не го давам постепено пејачкиот апарат сам по себе да се врати во нормала, пејачка нормала. Си давам сега сама на себе трета вежба. Ова е интересно е кога сам на себе си инструктор. Треба многу да си објективен и треба да внимаваш на многу работи истовремено. Ми. Да, најверојатно втората.
Зошто ја избрав вежбата и зошто е на И? Пред се затоа што сум оперски трениран глас и распевањето на И ми е за мене лично основа и секогаш гледам после направена подолга пауза да се вратам и да го употребам тоа што телото е најмногу навикнато да го работи. Ито иначе е највисоко поставен вокал и најприродно ја поставува резонантноста на гласот во синусите и носот во главата. Ми, о, ми. Комбинирам сега две. Ми, о, ми. Ми, о, ми. Ми, о, ми. Ми, о, ми. Осеќам мала неизедначеност на вокали помеѓу ито и ото. Ама пак ќе кажам, нормално е затоа што подолго време неам работено технички вежби, така што наместо да се депримирате и да сте со најголема осуда према самите себе дека леле, сега ова катастрофа звучи не знам што, најдобро е да си прифатите дека сте си дали одмор. Нормално е да се даде одмор, здраво е да се даде одмор и сега кога веќе сте решени да се вратите во нормала, бидете трпеливи и дајте му време на организмот да се реадаптира и да се врати повторно во првичната форма во која што сте биле. Ми, о, ми. 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 Дали снима ова? Cool. Mi, oh, mi. 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 Го дисторзирав микрофонот. Океј, ова и не е толку лошо. Очекував да сум малце по-лоша искрено. Нека тоа што си го мислиме у глава благе везе нема со она реално што се дешава уствари у позадина. Би отишла сега со уште една вежба, малце по-динамична, за да ми се раздвижи целосно грлото, мускулатурата на грлото. Ми ме мамома, 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 ми ме мамома.
Ми ме ма. Ми ме ма. Супер. Ви неам спомнато никад еден од првите знаци на резонирање на гласот во глава е дренирањето на секрет кое што се случува непосредно веднаш после првата вежба. Да не се плашите доколку почувствувате секрет шлајм кој што се слева во грло. Оставете го сам да се дренира, да се спушти, наместо да кашлате или да го дразните грлото како такви работи. Само ќе си направите полошо. Вака, оставете го природно, нека се среди. Напите се вода, ако имате поголема количина, исплукајте го. Да. Но тоа е нормално, не е ништо ни страшно, ни срамно, ни едноставно природа. Јеби га. Дали тоа опцов на камера? Си давам сега уште една вежба. Дали осеќате разлика во моето зборење? Like, да, cool. Ми. Следно сега што сакам е малце да избегам од оперската поставка, односно може заприметивте дека ларингсот ми беше многу поспуштен на претходните вежби, затоа што тоа ми е алфа и омега. Тоа е нешто на кое што имам работено цел живот и од кое што не може да избегам. Се лави. Сега сакам малце да си ја сменам поставката, односно сакам малце по-отворен тон, по-билтинг варијанта на распевање. И ќе си зададам сама на себе вежба на Е. Неј, 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 неј. Овде е плиток тон. Неј, неј. Белтингот и не е до толку стабилен. Ќе ми треба уште една вежба, затоа што голема е разликата во трансформацијата на тотално вертикално поставен тон, она што е потребно за белканто пеење, и по широк, по хоризонтално поставен тон, она што е потребно за белтинг. Уствари, белтинг на крајот на денот испаѓа дека е контролирано викање. Викање во интонација, без при тоа да се створи никаков притисок на грло или форсирање на гласот, е техника на пеење, ама е диаметрално спротивна на оперското и класичното пеење. Затоа сега ми треба барем уште вежба 2 за да го имам тој шифт од една техника према друга. Октава е стално добар избор. Не, 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 ете го. Не, не, не,
високо е ова за белтинг, ама окей. Б. А чисто за онака дали ќе може да се испе. Не, не, ја изгубив основата. Тоа се дешава кога ќе се направи пресек, пауза, кога ќе се изгуби текот и гласот нема насока на движење, се губи насоката на резонирање и толку. Тоа е еден од најчести проблеми кога додека се пее одредена песна, дали се земе воздух на одредено место или се скипне некој тон претходно и погрешно испеан и кога ќе дојде високиот тон за пеење стално со напори, со притисок и со згрченост на грлото, затоа што ем психички ни се создава терет, ем се губи текот на пеењето и тоа е како да почнувате пак од почеток и е многу тешко да се најде одредена висина ако претходно имало прекин на доток. Па добро, ко за прво распевање јас сум ептен задоволна. Мислам дека сега ќе си дадам малце одмор, таман кафенцето ми е спремно за пиење. Нема да се форсирам, она што е најважно е ќе си дадам постепено време за враќање во форма. Ако имам време денеска пак во текот на денот би направила уште една мала кратка сесија на распевање, чисто за така да видам откако ќе ми се разбуди целосно телото дали ќе има некаква промена во пеењето. И секако ќе продолжам да си ги работам техничките вежби секој ден, затоа што леснотијата на пеење многу ми зависи од ваквиот тип на работење. Особено што сега следниот период ме очекуваат проекти на работа во студио. Тоа е секогаш захтевна работа затоа што треба да се адаптираш према секој проект различно, со различен филинг, со различен вајб, да се заврши работата според потребите на композицијата која што треба да се изведе, така да агилноста на гласотите како ми е битна. И тоа продолжуваме, ние се надевам дека сега ете откако се стационирав на едно место, продолжуваме со Sing with Miha регуларно со снимање видевца. Ако имате идеја за некаква интересна содржина, пишете коментар, порака, немојте да се срамите, дајте малце, бидете по комуникативни. Имајте убав ден и се гледаме.